Десетина компании, главно од текстилната, електромашинската струка и здравствени ординации се одлучиле да ги поддржат учениците од стручните училишта и да им дадат практични знаења како дел од концептот за така нареченото дуално образование. Компаниите имаат обврска да обезбедат ментор во самата компанија кој што ќе работи со учениците, да ја платат обуката на менторот и потоа тој да работи со самите ученици. Покрај менторите, со нив треба да работи и координаторот за пракса кој што е делегиран од самото средно стручно училиште. Можноста да стекнат практична настава, но и побрзо да се вработат го зголеми интересот за учење во текстилното училиште, кое долго време се соочуваше со мал број на ученици. Па за разлика од претходната година, можеме да кажеме со овој концепт на дуално образование веќе постои зголемен интерес во однос на текстилно-кожарската струка од овој сектор. Една дуална паралелка има формирано и во средното медицинско училиште, но за нив праксата ќе почне во септември. Ние веќе од септември очекуваме нашите работодавачи со кои склучивме договор за деловно техничка соработка да ги отворат вратите на учениците и да ја применуваме програмата за учење преку работа кај работодавач. Третото стручно училиште во Штип Колен Ехтенин наредната учебна година планира да отвори 2 дуални паралелки. Крајниот продукт на дуалното образование како реформа е за доволни и мотивирани ученици кои што понатаму ќе бидат квалитетна работна сила на пазарот на трудот. И ние како општина, како училиште треба да ја поддржиме оваа реформа со тоа што еве да се надеваме дека ќе ја спречиме белата чума на 21 век и силувањето, дека младите кадри ќе си најдат свое вработување, свој сопствен бизнис во нашата држава. Концептот за дуално образование се промовира веќе неколку години за сите оние кои ќе се одлучат да учат во дуална паралелка. Од Министерството за образование и наука добиваат и стипендија од по 3000 денари месечно.